Дали знаете дека половина од светската популација денес живее во градови? До 2030 се претпоставува дека овој број ќе се зголеми. А територијата на градовите заземаат само 3% од вкупната територија на планетата Земја. А се смета дека градовите се одговорни за 60 до 80% од потрошувачката на електрична енергија и дури 75% од производството на јаглероден диоксид. Се смета дека 90% од урбаната популација денес дише небезбеден воздух. 4,2 милиони изгубени животи за сметка на загаден воздух во последните 3 години. Целите за одржлив развој се повик за акција за сите земји во светот. Тие промовираат просперитет и развој со фокус на заштита на животната средина. Денес ќе говорам за цел број 11. Одржливи градови и заедници. Според оваа цел, до 2030 потребно е да обезбедиме соодветни и безбедни живеалишта, како и безбеден, пристапен и ефикасен транспорт за сите. Да ја зголемиме безбедноста на патиштата со зголемена употреба на јавниот транспорт. Во градовите да посветиме внимание врз заштитата на културното, националното и природното богатство, а при нивно планирање да обезбедиме лесен, безбеден, инклузивен, пристапен, зелен и јавен простор. Важно е да го намалиме негативното влијание врз животната средина, да го намалиме загадувањето на воздухот и да внимаваме при одлагањето на цврстиот отпад, како на институционално, така и на индивидуално ниво. Да го поддржиме развојот помеѓу урбаната и руралната средина со промовирање на социјален, економски и природен развој како дел од националните и регионалните стратегии за развој. Јас сум дел од Global Shapers Skopje Hub. Јас придонесувам со тоа што поддржувам развој помеѓу урбаната и руралната средина. А ти што правиш? Сподели го ова видео и придружи ни се во борбата за подобар свет во кој живееме.